Карате клубот Штип за прв пат во својата историја ја освои шампионската титула во екипна конкуренција, со што испишува една нова страница во штипскиот спорт. Тоа беше повод и причина во присуство на своите членови, пријатели, како и штипските медиуми, заеднички да ја прослават сосема заслужената шампионска титула. Слободно можам да кажам дека се случи чудо. Го победивме големиот Мак Петрол, дури со само 3 надпреварувачи, со големите имања Жарко и Емил. Од тука се наметна и Јордев Столе, кој дадува максимум од себе и успеавме да го поразиме Металург со резултат 3:2. Исклучително жестока е конкуренцијата во категоријата плюс 84 килограми, во која се надпреварува Жарко Арсовски. Најтешка категорија, најтешки противници, за што се потребни најжестоки подготовки, кои овој пат беа подпомогнати од силната поддршка од трибините во спортската сала Јордан Милков во Штип, а кои се постреки моти плюс за понатамошните тешки искушенија. Имаме сега еден тренинг камп со многу светски репрезентативци во Лашко во Словенија. Веднаш после тоа одиме во Лашко на меѓународен турнир. Одма после тоа ни следува премиер лигата во Ротердам во Холандија. После една недела ни следува Балканското првенство, а после Балканското првенство, после 2 недели одиме на премиер лига во Рабат, Мароко. После тоа ќе се подготвуваме за Европското првенство во Нови Сад. И после Европското првенство не очекува, благодарност на тоа што станаме екипни државни прваци, одеме на Европско регионално клубско првенство и со тоа ќе го завршиме пролетниот циклус на надпревари. Веднаш потоа ни следуваат припреми во летниот период, физички, тактички припреми. Потоа во месец септември и октомври имаме повторна премиер лиги во Истанбул и во Германија. И после тоа следува светското првенство, кој што ќе се одржи во месец ноември. Така да агендата ни е доста збиена. Јас не се сомневам во нашата спремност, во нашата издржливост, се надам дека успешно ќе издржиме цела година. Славјата е уште поголема, бидејќи титулата е освоена со само тројца надпреварувачи, за кои се докажа дека се врвни. Изминативе 2 недели можам да кажам дека покажав дека сум во врвна форма. Најпрво на освоеното сребрено одличие во Дубај. Тоа ми ја зголеми мојата самоодбрана на едно повисоко ниво, кадете на државното првенство имав доста успешен настап. По 9-ти пат станав државен сениорски првак, но ете она што ми е многу драго е првото место во екипна конкуренција, каде Карате клуб Штип за прв пат во својата историја донесе еден ваков резултат. Мора да се напомни и тоа дека бевме тројца надпреварувачи, каде што во стартот губевме со 2:0 и ниеден од нас немаше право на кикс, така што притисокот беше доста поголем. Јас бев настапје прв, успеав да го победам доста искусниот надпреварувачот кој е две категории поголем од мојата категорија, успеав да го победам. Тука Жарко успеа тој да победи една најинтересната борба, каде што Столе Јордев успеа да победи, така да славиме на овај резултат. Многу ми е драго ете што децата од нашиот клуб се радуваат на нашите успеси. Знам јас како е кога сум бил на нивни години, како сум се восхитувал на моите тренери, на моите идоли. Тоа само ми дало една голема мотивација. Еден ден и ја да можам да ги постигнам тие резултати, така што ова е многу значајно и за самите тие, така што гледат дека вежбат со најдобрите во Македонија и во светот. Со сребрениот медал од Дубај, вратата кон Токио 2020 е подотворена, но сепак се потребни уште многу трофеи за да конечно после долг период испратиме македонски спортисти на Олимпијада со остварена олимписка норма. Многу генерации на каратисти сонуваат да се најдат на олимписките игри, но ете нема прилика, ете благодарение ние имаме сега откако каратето влезе на олимписките игри во 2020 Токио, имаме шанса да учествуваме. Минатиот турнир кој што се одржа во Дубај, успеав да постигнам голем резултат, каде што е тоа многу битно за исполнување на олимписка норма, бидејќи овие турнири се доста значајни и се доста бодуваат за исполнување на олимписката норма. Со вакви резултати да продолжиме понатаму до уште 2 до 3 турнира на овие премиер лиги да постигнам медал. Но главна цел е светското првенство, каде што сум сигурно доколку се најдам во финалето
Мислам дека можам, бидејќи сите оние противници кои ми се на премиер лигите ќе бидат и на светското првенство во Дубај, победив доста добри надпреварувачи, што ми даде за верба да верувам во себе дека можам да се најдам на Олимписките игри во Токио. Се надевам дека сега и државата и Карате федерацијата на Македонија ќе не возможи прекрасни услови за што полесно можеме да се подготвиме за престојните надпревари и после подолг период. Мислам дека 17 години Македонија нема учесник на Олимпијада со олимписка норма. Се надевам дека токму од каратето после толку време ќе го прекрши тој после ќе имаме учесник на Олимписките игри во Токио. Се надевам дека еден од нив ќе бидам јас. Шампионскиот пехар во екипна конкуренција ќе ги краси витрините на карате клуба Штип, а огромен дел од заслугата му припаѓа и на повратникот Столе Јордев, кој после 5 години се врати на најдобар можен начин. Јордев, честитки и еве Чувството за освоената победа е многу големо. За таа голема пауза од 5 години што немам тренирано, сега полека се враќам во форма и ова е голем успех за мене лично. Исто и за нашиот клуб. Значи, Металург е долгогодишен првак во лигата и ние успеавме да ги победиме. Ние бевме тројца надпреварувачи, почнавме со хендикеп од 2-0 за нив и од трите борби моравме да издвоиме 3 победи. Значи, заслугата не е моја, значи заслугата е на нас тројцата. Жарко победи, тој се бореше прв, потоа Емил и на крајот остана на мене последната решавачката. Заслугата е подеднаква на сите, мислам. Атмосферата во спортската сала во Штип беше величествена. Се почестите успеси на штипските каратисти придонесоа Штип да биде организатор и домаќин на ова првенство, а каратистите на карате клуба Штип на најдобар можен начин со титула им се одолжија и ја корнеса ова волшебна спортска дружба.